Долгогодишното обстојување на културно-уметничките друштва во Тетовско и нивното постојано проширување со нови членови е потврда за тоа дека младите ја негуваат народната традиција и култура. Со задоволство ги учат ората и песните кои биле неизоставен дел од празнувањата на нивните баби и дедовци. Гордо ја носат и народната носија со која македонската традиција представуваат и надвор од државава. Јас сум Верица Крцева, доаѓам од село Брвеница, имам 16 години и сум член ново културно-уметничко друштво веќе 6 години. Убаво е чувството да видиш облечен во народна носија, особено во носија која знаеш дека пред неколку години нашите предци, нашите баби, нашите дедовци ја носеле. На некој начин тоа мене ми представува големо задоволство и имам голема желба да ја продолжам оваа традиција и понатаму да ја носам. Значи, во нашето друштво се играат многу народни ора, се пеат многу песни и за секое оро ние ја менуваме нашата носија. Ова не е единствена носија, имаме и други. Јас сум Звенковска Деспина, веќе членувам во друштвото веќе 7 години. Сме настапувале и сме зеле учество на најразни фестивали, како и во државата и во нашиот град, така и надвор од државата, како на пример Албанија, Србија. Сме учествувале на најразлични концерти и други настапи. Како што веќе кажав, јас активно учествувам 7 години во ова друштво, затоа што сакам да ја продолжам традицијата на нашите предци. Јас сум Александра Новеска, доаѓам од Брвеница и сум член на културното друштво веќе 10 години. Чест ми е што ја продолжувам традицијата и многу сум горда што сум член на ова друштво. Се сеќавам кога на 7 години бев на првата проба. На првите проби ги учев основните ора, како што се правото и бувчанка. Од тогаш па наваму јас ги знам скоро сите ора, многу видови на ора, женски и така натаму. Во културно-уметничкото друштво Брвеница од Брвеница многу млади од околината ги имаат изиграно првите чекори од познатите македонски ора. Активно функционира веќе 15 години и синоќа по повод големиот христијански празник Свети Атанаси го одржа 8-миот поред хуманитарен концерт. Ова вечер се забавме да одржиме концерт кој го одржаваме свака година, традиционален концерт по повод празникот Свети Атанаси од Брвеница. Имаме гости од Радовиш кои свака година ни доаѓаат и да се дружиме. Значи, ова е целта за да имаме пријателство и да продолжат традицијата што ga имаме досега што сме одржавале. Колку младите се заинтересирани да ја продолжат оваа убава традиција? Моментално сега гледаме помладок имаме доволно, че видите и самите кога се настапа, значи има интерес за дружење, за носиви што ги имаме носиите, да продолжи традицијата. Значи дека сте задоволни од тоа колку младите се заинтересирани да ја продолжат традицијата? Да, задоволни сме многу и ќе продолжиме понатаму. Оваа година, да нагласам, Кут Брвеница постои 15 годишнина. Ќе организираме годинава 15 годишнина и значи што више и више има млади членови. Гости на концертот беа фолклорниот ансамбл Китка од Радовиш, кој секоја година се дел од оваа традиција. Велат убаво е што овде за разлика од кај нив има кој да ја негува народната култура. Чувството да се биде дел од овој концерт е големо сигурно, благодарение на Кут Брвеница од Брвеница, на нашите добри домаќини. Се осеќаме удобно, како редовни гости секоја година и ова година. Нема да изостане задоволство, да се надевам. Каков е вашиот впечаток во однос на младината? Колку сака да се занимава со играње на народни ора и пеење на народни песни? Сепак морам да бидам искрен дека овде сепак е добро, а кај нас населението се иселува и мака да е поголема, ние се мачиме, успеваме некако да обстаниме, ама се надевам дека ќе се подобри ситуацијава. Сепак имат голема желбата да се биде играорец, да се биде дел од ансамбл Китка, бидејќи има турнеи на кои задоволството е големо се со запознавање на луѓе од Македонија, од Европа и кои што патува Китка. Концертот се одржа во спортската сала Кочо Рацин во Брвеница.